Го следите најновото издание на регионалните вести. Отворен ден на подрачната единица на Фондот за здравство во Тетово. Граѓаните заедно со директорите на Фондот Сашо Стефановски и Урхан Рамадани надминуваа проблеми со здравственото осигурување. Фондот за здравствено осигурување ослободи од одговорност 350 жители на Тетово кои дале лажни податоци за остварениот приход и се лекувале на товар на државата. На тој начин граѓаните се ослободуваат од можните високи парични глоби и условни затворски казни. Сакав да истакнам неколку бенефиции кои што во последниот период ги усогласивме во Фондот за здравство, се разбира со поддршка на владата на Република Македонија и со измена на одредени закони. Над 350 луѓе кои што беа кривично гонети по основ на давање лажни изјави за остварени приходи ќе бидат ослободени од кривично гонење. Значи со измената на Законот за здравствено осигурување и ослободувањето од кривично гонење на овие лица кои што дале лажни изјави, ние уште еднаш покажавме дека го слушаме гласот на народот и секогаш излегуваме во пресред на нивните барања. Така и за овие 350 тетовчани кои што на некој начин фондот ги гонеше по таа основа, со измената на законот тие се ослободени од кривично гонење и веќе нема да имаат проблеми со законот. На денешниот отворен ден во Тетовската подрачна единица на Фондот за здравство, раководството соопшти дека службите работат на уште повеќе мерки кои се во корист на граѓаните во тој дел. А исто така денеска со нашите служби во Тетово разговаравме и почнавме да се подготвуваме за да бидеме максимално спремни кога ќе почнат да се поднесуваат барањата за отпис на камати. Тоа е уште една новина која што ја промовираше владата на Република Македонија со цел да им даде олеснување на фирмите и поединците кои што имаат заостанати долгови по основ на различни придонеси. За нас се разбира интересен придонесот за здравствено осигурување и после почнување на поднесување на поднесување на барањата кој што ќе биде за многу брз период, граѓаните ќе може со поднесеното барање да добијат право фактички фондот да го отпише долгот по основ на камата и тие да може да се го платат главниот долг и на тој начин да ги остварат сите права од здравственото осигурување како што им следат. Тоа е уште една новина и уште една придобивка и за осигурениците и за фирмите кои што работат во Македонија, а се разбира и во Тетово. Двајцата директори на фондот посетија и едната аптекарските станици во Тетовска палатица. На Попова шапка денес беше одбележана 14 годишнината од смртта на бранителот Косте Волкановски, кој загина во војниот конфликт во 2001 година. Денес по втор пат поставена беше спомен плоча, откако првата била искршена пред 4 години. Одбележана 14 годишнината од загинувањето на бранителот Косте Волкановски, кој трагично го загуби животот бранејќи го територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија во војниот конфликт од 2001 година. Во негова чест одборот на бранители на Република Македонија денес постави нова спомен плоча пред хотелот Попова шапка. Првата плоча била поставена на денешен ден во 2010 година, но набрзо била срушена од непознат сторител. Сите заедно да се поклониме на местото каде што згасна животот на Косте Волкановски. Еден од оние кои несебично го дадоа својот живот во 2001 година за нашето подобро денес. На овој простор, кој важише како најцрна точка за време на војната во 2001 година, тој храбро застана на висина на својата задача во одбрана на најсветото Република Македонија. Наша е непоколеблива обврска да го живееме споменот на него затоа што тој тоа го заслужил со самото тоа што на олтарот на татковината го положи несебично својот живот. На своите деца и внуци, како и на сите нас, ни ја одреди цената на слободата. Буден сонуваше за она што ние го имаме денес. Тој сон му се исполни. Ние сме се уште тука, на ова тло, и никогаш нема да го заборавиме нити него, нити сите оние кои ги положија своите животи, нудејќи ни нам подобро. Денес несомнено сме на тест да се запрашаме дали е доволно тоа што ние го чиниме за нашата држава, за луѓето кои свесно идеа во смрт. Дали сме сториле се во граници на нашите можности да оправдаме нивната жртва. Времето ќе даде одговор на сите прашања, а историјата тоа ќе го запише.
Ако се вратиме во историјата, ќе се сетиме дека секогаш за татковината гинеле најдобрите, најхрабрите, најчесните синови, кои таа на своето тло ги поседувала, а таков беше и Коста Волкановски. Косте Волкановски од Неготино бил македонски бранител, учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година. Загинал на 25 јуни 2001 на Попова шапка. На денот на несреќата на хотелската тераса неколкумина полицајци очекувале хеликоптер. Наеднаш слушнале силна експлозија. Гранатите доаѓале од селото Бродец, а една експлодирала во близина на полицајците. Од шрапнелите Волкановски искрвавил и починал. На денот на загинувањето Косте имал 40 години, од кои 22 години полициски стаж. Повредено 6-годишно дете во една сообраќајка и 5 мина во друга е билансот од незгодите што се случиле вчера во Тетовско. Полицискиот билтен бележи кражба на 21 фудбалска топка од фудбалскиот клуб Гостивар. Вчера околу 1 часот на регионалниот пат Тетово-Желино пред влезот за Сарачино се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила Фиат Уно со тетовски регистарски таблици управувано од 33 годишник од Седларево и Цитроен со скопски таблици што го управувал 27 годишен тетовец. Како што соопшти СВР Тетово во незгодата, телесни повреди здобиле четворица со патници од Фиатот на возраст од 19, 20, 22 и 41 година, сите од Седларево, и со патникот од Цитроенот на возраст од 41 година од Тетово. Повредените со друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршене увити се утврдуваат причините и се друго поврзано со незгодата во која вкупната материјална штета се проценува на 50.000 денари. На улица Штипска во Тетово вчера околу 15 часот и 30 минути патничко возило Голф што го управувал 34 годишен жител од Лисец удрило во 6 годишно дете пешак и му нанело телесни повреди. Со истото возило детето било пренесено во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош задржано е за обсервација. По извршениот увид се расветлуваат причините и другите поединости во врска со незгодата, во која причинетата штета се проценува на 20.000 денари. Полицискиот билтен бележи и кражба на 21 фудбалска топка од фудбалскиот клуб Гостивар. Како што соопшти СВР Тетово, 44 годишен гостиварец пријавил дека ноќта помеѓу 23 и 24 овој месец непознати сторители извршиле тешка кражба во службените простории на фудбалскиот клуб Гостивар, сместени на градскиот стадион. Кратците насилно ја отвориле металната врата на една од просториите и одзеле 21 фудбалска топка кои биле ставени во мрежички и чанта со медицински препарати наменети за санирање повреди на фудбалерите. Извршен е комплетен увид и се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите инволвирани во кражбата, во која вкупната материјална штета се проценува на 80.000 денари. Неодговорни малолетници со камења од надвозници фрлаат по автомобили. За среќа досега ваквите појави не резултирале со поголема материјална штета или пак со повредени лица. Малолетници без повод и причина фрлаат со камења од некои надвозници и на тој начин ја загрозуваат безбедноста на моторните возила кои се движат по автопатот. Ваква појава во последно време е забележана на Полошкото подрачје. Од СВР Тетово информираат дека таквите нивни неодговорни постапки односно однесување за среќа годинава досега не причиниле поголеми материјални штети или несреќи со повредени лица. Меѓутоа, тие несомнено представуваат потенцијална опасност за случување несреќи, зошто од фрлените камења сосема можно е возачите да ја загубат контролата над возилото или да бидат повредени, доколку камењата паднат врз возилото и особено на ветробранското стакло. Поради ова секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш укажува дека загрозувањето на безбедноста на учесниците во сообраќајот на ваков или сличен начин е кривично дело, за кое се предвидени парични и затворски казни до 1 година, зависно од околностите и крајните последици. Полициските службеници на СВР Тетово ќе ги засилат активностите за спречување и санкционирање на оваа појава, а сите кои ќе се откријат дека учествувале во каменување ќе се соочат со соодветни поднесоци. Учениците се покажале како добри на екстерното тестирање со просечна оценка 3,26. Резултатите од тестирањето се веќе истакнати, а истите ќе можат да ги погледнат од утре, а заклучно со 30 јуни ќе можат да поднесуваат и приговори.
Во сите основни и средни училишта денеска се истакнати резултатите од екстерното тестирање, по чија обработка е констатирана просечна оценка на постигнување на учениците од 3,26. Минатата година просечната оценка на постигнувањата беше 3,6, соопшти Државниот испитен центар. Учениците ќе можат да ги погледнат оценките кои ги добиле и почнувајќи од утре 26 јуни, а заклучно со 30 јуни вторник, ќе можат да поднесуваат приговори до училишната комисија. При поднесувањето на приговорот ученикот има право на увид во тестот. Најдобри постигнувања на екстерното тестирање на општинско ниво имаат општините Центар 4,59, Вевчани 4,58, Аеродром 4,44, Карпош 4,40 и Киселавода 4,26. На ниво на основни училишта најдобри резултати на екстерното тестирање покажале училиштата Лазо Трповски од Карпош 4,83, Војдан Чернодрински од Карпош 4,80 и Јохан Јанхрих Песталоци од Центар со просечна оценка од 4,76. Од средните училишта најдобри просечни оценки имаат СУГС Раде Јовчевски Корчаген со 4,31, Гимназијата Орце Николов со 4,26 и Гимназијата Јосип Брос Тито од Битола со просечна оценка од 4,05, соопштуваат од Државниот испитен центар. Врз основа на обработените податоци за 9 одделенците, просечната оценка за постигнатото на екстерната проверка е 3,04. За нивните резултати пристигнале вкупно 223 приговори, од кои 51 се прифатени, 144 одбиени, а 28 се делумно прифатени, односно прифатени му се забелешки на неколку прашања, а не на сите на кои приговарал. Екстерното тестирање беше спроведено за учениците од 4-то одделение во основното образование до 3-та година во средно образование во периодот од 2 до 10 јуни. Од вкупно предвидените 183.790 ученици во оваа фаза, по два предмети тестирани се 177.478, само по еден предмет тестирани се 2619 ученици, додека 3693 ученика воопшто не се тестирани. Оправдано одсутните ученици ќе бидат тестирани во августовската сесија, која ќе се одвива од 17 до 20 август. Гостивар е домаќин на 40 на уметници од земјава и од странство на традиционалната ликовна колонија во организација на Сдруженијето Драудаком. Со пригодна свеченост, синоќа во Гостивар беше отворена традиционалната меѓународна ликовна колонија на Сдруженијето на ликовни уметници Драудаком, која годинова се одржува јубилејно по 10 пат. Дел од манифестацијата се 40 на сликари од Македонија, Италија, Франција, Монголија, Турција, Романија и други земји. Уметниците во наредните денови ќе ги создаваат своите дела, инспирирани од секојдневието на Гостивар, неговата традиција и култура. На свеченото отворање своје обраќање има Башким Хасани, шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Гостивар, државниот секретар во Министерството за култура Бехиџудин Шехапи и председателот на Драудаком Решат Амети. Во рамките на ликовната колонија предвидени се две изложби. Во петок на 26 јуни во галеријата Култ ќе биде отворена изложба на Саимир Ахмети, фотограф од Албанија, а во недела на 28 јуни во Центарот за култура пред гостиварската публика ќе бидат представени делата кои учесниците ќе ги создадат во текот на колонијата. Околу 400 полицајци со поддршка на војни хеликоптери синоќа упаднале во местото Лазарет на југот на Албанија, каде што непознати лица убиле еден полицаец, а раниле двајца други. Локалните медиуми јавуваат дека во текот на целиот вчерашен датум се слушало пукање. Полицијата соопшти дека за нападот биле осомничени 20 на луѓе и апелира до жителите на Лазарет да соработуваат. Лазарет, кој се наоѓа на 230 километри јужно од Тирана, е најголемиот центар за производство на канабис. Се проценува дека таму годишно се произведуваат околу 900 тона канабис, вреден околу 4,5 милијарди евра.
Пропадна и денешните итни разговори на грчкиот премиер Алексис Ципрас со кредиторите во Брисел во обид да договорат помош за да се избегне банкрот на земјата. Синочешниот состанок исто така беше прекинат без договор, бидејќи грчките преговарачи одбија да ги спроведат реформите кои од нив ги бараат кредиторите. На разговорите требаше да се финализира договор кој прво треба да го одобрат министрите за финансии од еврозоната, а потоа и лидерите на Европската унија на вчерашниот состанок на самитот во Брисел, пред крајниот рок на 30 јуни, кога Грција треба да врати дел од својот долг на ММФ. Борците на организацијата Исламска држава ноќеска го нападнале сирискиот град Хасак и зазеле неколку области од градот кој е во рацете на владините сили, јавуваат мониторите и официјалните власти. Во меѓувреме борците на ИС ја нападнале курдската милиција во сирискиот град Кобани, кој се наоѓа на границата со Турција. Нападот почнал со експлозија на автомобил бомба, при што се убиени 12 луѓе, а 70 биле повредени, а неколку часа подоцна имало уште една експлозија. Мониторите велат дека милитантите на ИД убиле уште 20 курдски цивили во напад во село во близина на Кобани. Државните медиуми во Сирија јавуваа за уште еден напад во градот Дера, при што се убиени 6 луѓе, а 13 биле повредени. Четврти ден траат протестите во Ереван против поскапувањето на цената на струјата и покрај обидите на полицијата да ги задуши протестите. Стотици луѓе протестираа во близина на председателската палата во Ереван и денеска блокирајќи го сообраќајот на главната улица во градот. Тие порачуваат дека нема да си одат. Вчера преку 9000 луѓе протестираа и покрај повиците на полицијата да се разотидат. Луѓето бараат да се повлече одлуката со која цената на струјата од 1 август ќе се покачи за 16%. Денеска високиот комесар на Обединетите нации за човекови права издаде соопштение во кое се изразува загриженост за извештаите за употреба на прекумерна сила од страна на ерменската полиција против демонстранти и новинари. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност, посвежо и ветровито. Утринските температури се движеа од 9 до 18, а дневните од 17 до 24 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 7 до 17, а дневните од 17 до 25 степени. Тоа беше се што информативната редакција на КИС телевизија ви подготви за ова издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.